никогаш ќе те сакам. За нас има нема, бидејќи љубов има, си подаваме рака и немаме мака. Заедно сме јаки, во добро и во зло. Љубовта ќе ни трае, бескрајно, бескрајно. Та љубов мена ми дели и од моето срце мало. Нема никогаш, никогаш да се цели, не изиде ни од опир, нежно ме гали, не изината прегната, ко слънче без рати мали. За нас има нема, бидејќи љубов има, си подаваме рака и немаме мака. Заедно сме јаки, во добро и во зло. Љубовта ќе ни трае, бескрајно, бескрајно. За нас има нема, бидејќи љубов има, си подаваме рака и немаме мака. Заедно сме јаки, во добро и во зло. Љубовта ќе ни трае, бескрајно, бескрајно. Љубовта ќе ни трае, бескрајно, бескрајно. Браво, браво! Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Звон. Здраво, другари од мене. Денес имаме огромна чест и задоволство да се дружиме со оние со кои веќе другаруваме со децени, училиште од кое генерации и генерации доаѓале и биле дел од Звон. Така е, денеска се забавуваме и учиме нови лекции заедно со нашите верни другари. Едни единствени, учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар. А сега ќе ја повикам мојата другарка Јана да ни се придружи и да ни ја открие приказната на ово училиште. Здраво, Јано. Здраво. Нашето училиште се наоѓа во најстрогиот центар на градот и број околу 450 ученика. Мотото ни е сонува и верува и учи. Заедно со нашите наставници ние сонуваме за иднината, веруваме во себе и учиме. Градиме доверба, љубов и почит, разбирање кон различностите. Токму за тоа постигнуваме врни резултати на преварите од сите области. Денес ќе представиме колаж од активностите. Активностите ги документираме оваква брошура и со години наназад. И на почетокот ја слушнавме Дени Жерновска, ученичка од 6-то оделение, која се представи со својата лична творба Љубов, со музика на нашата наставничка Елизабета Глишик. Еден аплауз за овие ученици. Слушнавме една кратка музичка numera насловена Љубов. Слушнавме дека љубовта е бескрајна и дека нема зима кога има љубов. Автор на текстот на ова песна насловена Љубов е Дени. Здраво, Дени. Здраво, многу ми е мило што учествувам во оваа емисија, но денес не би била тоа што сум ако не постоеше мојата наставничка Елизабета Глишик, за која многу и благодарам за посветеното внимание. Ова заслужува да го огромна напор. Кажете, дали мислиш дека во светот постои љубов? Во светот постои многу љубов и јас барем така ја чувствувам, а не знам за другите. И ние чувствуваме магијата и љубовта во Звон. А кажи ми, дали беше тешко да се напише овој текст? Не беше тешко кога имаш инспирација
инспирација зашто ќе пишуваш? А која беше твојата инспирација? Мојата инспирација за оваа песна е љубовта со мојата наставничка Елизабета Глишик, од кога почна во хор до ден денес долго не трае. Браво, браво, ова заслужува огромен аплауз. Ја слушнавме Денија, Денија е вистински мултиталент, а зошто? Ке ви откриеме во текот на емисијата, бидејќи подоцна повторно ќе другаруваме со неа, а јас во моментов се упатувам кон работилницата. Тука ме чекаат исто така ученици од Општинското основно училиште Гоце Делчев, односно учениците кои се дел од проектот Подвис. Кажете ме за каков проект станува збор? Ние учениците на 16 и 17 мај бевме во посета на селото Подвис во Кичево, таа каде што се наоѓа првото училиште на македонски јазик во Македонија. Училиштето е отворено во 1943 година и траело само 12 дена, но сепак представува огромна важност за нас. Нашата главна цел беше да ја подигнеме свеста кај народот за училиштето да прерасне во музеј кој што сите ќе може да го посетуваат. Исто така сакам да ја надополнам мојата дојадка и да кажам дека направивме како проект каде што ќе собереме пари и облека за двете деца што учат во Подвис. Добра, кажете ми кои ученици се дел од овој проект? Дали само од вашето училиште или можеби исто така имате и од некои други училишта? Па имаше повеќе ученици што учествува во проектов, но дел само денес се дојдени во студиото. Тоа се Максим, Матеја, Андреј, Дарија, Ива, Симон, Мила и Михаел. Во проектот учествувавме 3 училишта, училиштето од Кичево Владимир Полежиновски и двете училишта од Скопје Вера Јоцик и Гоце Делчев. Добра, дали бевте поделени во групи или работевте сите заедно? Па, бевме поделени во повеќе групи, значи една група интервјуираше, други црта, пишуваа текстови, песни и така натаму. И сакам да кажем уште едно нешто, да се заблагодарам до нашата директорка на основното училиште Гоце Делчев, Наде Молеровик, која што и беше иницијатор на ова, и исто така и на директорот на основното општинско училиште Вера Јоцик. Ви благодарам многу за изработките, ќе видиме малку подоцна, односно ќе видиме кои изработки произлегле од овој проект, а сега се префрламе кај Инджи и кај музиката. Така е. Од училишните активности се префрлуваме овој пат на музиката и уметноста. Во продолжение ќе се препуштиме на ритамот кој што ќе го зададе Филип на својот саксофон. Јас, другари, воопшто не ни се обидувам на еден ваков инструмент да отсвирам нешто, бидејќи мислам дека тоа за почеток ќе звучи многу непријатно. Филип, дали е тешко да се свири на ваков инструмент? Не е тешко ако имаш голем труд и ако внесеш во саксофон како сите инструменти, не е многу тешко. А колку години ти свириш на овој инструмент? Јас свирам 3 години на саксофон. Дали посетуваш некој училиште музичко? Да, јас го посетувам Илија Николовски Луи училиштето основно за музичко кај професор Зоран Кргоевски. Така, кажи ми дали тоа може би значи дека во иднина ќе проложиш во средното музичко? Да, јас ќе проложам средно музичко. Дали досега имаш освоено некои награди? Да, имам 2 меѓународни награди, една државна, една градска и една исто така државна во Србија. Другари, ова заслужува еден огромен аплауз. Кажи ми со која композиција ќе ни се представиш денес? Јас ќе се представам со композицијата од филмот Fast and Furious, што почина големиот актер Пол Уокер, See You Again. Филип, те оставаме да се подготвиш, а ние уживаме.
ново издание на едноставно заводливо, а во него фитнес наменет исклучиво за мажи кои сакаат да остават впечаток. Социјални мрежи наспроти улични игри со Симона и со Воскресија. Овозможете си уникатен дизајн на вашите винтидж велосипеди. Среда, 18 часот и 15 минути. Бидете со нас. Сега е време за глума. На сцената имаме идни актери, членови на драмската секција од ово училиште. Заедно со мене е Ана, која што ќе ми помогне да ги представиме сите членови. Оваа драматизација е ученичка изработка од часовите по македонски јазик и ние решивме да ја драматизираме. Така, оваа драматизација се вика? Необично семејство. Кои глумите во оваа драматизација? Јас како наратор, Ервин, Огнен, Бела, Дева, Мишел и Матеја. Така, Ана, кажи ми кој оделение сте вие? Ние сме 7 оделение. Која наставничка ве подготви за оваа драматизација? Наставничката по македонски јазик Светлана Петровска. Со тоа што сте членови на драмската секција, дали може би станува збор за идни актери? Па може би. Може би. Во ред, другари, сега гледаме драматизацијата. Необично семејство. Стојан, глава на семејството Стојанови. Стојаница, Стоја, жена на Стојан. Миле, најмалиот син на Стојан и Стојаница, 7 години. Мите, средниот син на Стојан и Стојаница, 9 години. Звонко, најголемиот син на Стојан и Стојаница, 13 години. Цаца, ќерка на Стојан и Стојаница, 5 години. На празникот Илинден, семејството Стојанови доаѓа во Крушево на Мечкин камен за прв пат во живот да гледа прославата на Илинден. Главата на семејството, Стојан, кој е изморен од возењето, ја паркира колата на гумење, а неговата жена Стојаница, која ја викаат Стоја, си го тера патот и ги држи најмалиот син Миле и малата Цаца за раце. Хаман, што е топло, овде си мислев ке е кочен ладно. Од кола само кукаш, де ладно, де топло. Не ти беше ли дошто што цел пат ми редиш за оние плачки на турскине серии, се уште за време ми кукаш? Жени, тато, жени. Мора, ако те подберам, ќе видиш ти ова жени, мрсол кој еден. Уште не знаеш, носно си пришеш, па ќе ми продаваш шум. Жени, не жени. Остај го детето, ништо не рече лошо. Сега доаѓа и средниот син Мите. Ќе ја видиме мечката. Каква мечка с краја да е? Нема тука мечки? Има. Нели Мечкин камен ќе го гледаме? Синко, ти сигурно си преспал часовите по историја. Па зарем овде дојавме ја гледаме мечки? Тато, ама јас не сум учела историја, немам историја во четврто оделение. Мамо, ако има мечки, мене многу ми е страв да одам таму. Какви мечки се паднале вред деца? Бато Звонко каза дека има мечки. Цацо се гледа тебе на кого ти е умот. Ти Звонко немаш попаметна работа, освен да ја плашиш сестра ти. Цацке, и ти најде кого да слушаш. Овде дојавме да гледаме каде храбро загинале македонските комити предводени од Пито Гули. Загинале? Што значи тоа, мамо? Ќе те падат срце, тоа значи. Ау, загрејата, колку тажно, не сакам да одам таму. Ајде, Цацке, не плачеме, тоа било пред твојкиот 100 години, ние сега само ќе му дадеме почит. Преку кој цвеќиња му кој да собираме некој да ставиме крај споменикот? Ајде да собераме. Тато, а кој ги убил комитите? Османлиската војска. Кој? Турците де. Кои турци бе, тато? Оние царина, мама. Не бе, тие смотани ден што бараат тие тука. Поминало тоа време. Овие турци се не си пријатели. И ми кога сме да се пријатели со нив? Дечки, јас ќе ви објаснам. Значи, турците решија да се зафатат со шоу-бизнес и почнаа да снимаат серии. И мама и сите наши комшики почнаа да ги гледат и не зборуваат за ништо друго. Они ги заборавија Хуан и Хуанантовците од шпанските серии. Дори мислам дека турските очени домаќини ги гледат повеќе од американските. О, очигледно му се допадна на Стојан и тој умира од смење додека го слуша Звонко. Звонко, што зборуваш? Што има пуниш глава на малеве? Стојане, слушаш сините што зборува? Се смееш? Тебе ова ти е смешно? Секи ми покрива место двајцата. Ајде, Цецо, ајде ми те. Ма да соберевме уште цвеќиња. Уште цвеќиња, ами ти се лалива да ја собра. Ајде, тргнувај пред мене. Стојан, Звонко и Мите се качуваат нагоре на кај Мечкин камен, а Стојаница налутена оди по нив, држејќи ги за рака Миле и Цаца. Драги мои, мислите дека ова е посебна случка во семејството Стојанови? Па не, тие си се такви.
Помалку откачени, помалку бучни, ама обични тоа сигурно не се. Браво, видовме една интересна драматизација која е поврзана со македонската историја. Проектот Подвиз 2019 се поврзува со неколку науки, како што се македонскиот јазик и историјата. Кажете ми, какви изработки произлегува од вашиот проект? Ние откако прошетавме во прекрасното село Подвиз, инспирирани од живописната природа, работевме на проза, поезија, цртавме слики од природата. Исто така важно е да се каже дека сега не се само учениците од Општинското основно училиште Гоца Делчев, туку и учениците од Општинското основно училиште Вера Јосик, кој е исто така партнер на овој проект. Кажете ми, какви други изработки имавте? Ние исто така напишавме правила кои што тогаш биле во училиштето кои што требале да се почитуваат и од сите впечатоци што ги имавме ќе изработиме брошура и документарен филм. Така, браво. А исто така овој проект се поврзува и со литературата, па колку што разбрав имате некои дела исто така, некои раскази, поезија. Кажете ни зашто станува збор. Значи, требаше да опишеме таа прекрасна природа која што ја видовме таму, поточно да ве запознаеме како изгледа таму и зашто ние сме отишли со која цел на тој проект. Проектот Подвиз 2019 сметам дека е нешто најдобро што до сега сме го направиле, заради тоа што сакаме и другите деца да се запознаат, не само тие што се дел од овој проект. А дали може да ни прочиташ нешто? Да, секако. Сонцето милно ѕирка за облаците. Ветрот те штипка по носе по обравчиња, па може и настинка да ти донесе во џебот, со своите ладни прстиња. Мајчината душичка насекаде распорослана и со својот мирис те опива. Толку мила, а толку моќна тревка. Солзичките на облаците знаат да не посетат. Се надевам дека се солзички радосници. Небото е срекно што доаѓаме. Дрвјата наседнати како подарочиња на земјата го чистат воздухот и изгледаат прекрасно со своите шарени, идеални и цветни венчиња, кои исто така те поздравуваат со помош на расчешланите коси на ветрот, кои милно те допираат до прозорците на автобусот и се чувствуваш како да те повикуваат да ги допреш. Потоците бујно жуборат и те потсетуваат дека се тука со нивното излевање. Птиците те исполнуваат со својата врна мелодија. Прекрасно место, преполно со милна бајковита убавина. На височината од таа прекрасна, преатрактивна планина се наоѓа училиштето, првото училиште на македонски јазик Коле Неделковски со огромно историско значење. Ти благодарам. Дали можеби овој проект понатаму ќе има некои други активности што вие во план? Се надеваме дека и следните години ќе имаме исти вакви проекти, да се зголеми нели бројката на децата кои што понатаму ќе исто така ќе творат и ќе бидат, да речеме, посвесни за оваа историска вредност и да понаоѓаме заради тоа што Македонија е прекрасна земја и треба да пронајдеме да го цениме тоа што всушност го имаме. Токму така, ти благодарам. А сега веќе се упатуваме кон сцената. Тука не чека Никола. Никола е вистински влюбеник во литературата, а колку што разбрав има издадено и своја збирка раскази. Здраво, Никола. Здраво. Кажи некој оделение си? Јас сум 7 оделение. А веќе имаш издадено збирка раскази? Да. Кажи не зашто по-конкретно станува збор? Па во оваа книга има како напишано случки за детството и од секој случка извлекуваме некоја поука. Добро, а дали е тешко да се биде текстописац на 7 оделение? Не, ако се има љубов не е тешко. А дали читаш и сметаш дека читањето исто така има некое влијание врз пишувањето? Секако да. Добро, а кажи ми од каде црпиш инспирацијата? Слушнав дека има некоја приказна. Да, значи, еден ден наставничката по македонски јазик не викна да имаме част со една писателка која пишува поезија, се вика Елена Пренџова, поздрав до неа. И она ни читаше песни што она ги напишала и бидејќи тогаш не можев да идам на тренинзи, иначе тренирам кошарка, ми беа повредени прстите и тогаш се решив зашто да не го искористам тоа време да напишам ја некој такво дело. Токму така важна литературата се разбира. Дали е тешко да се биде текстописац? Не. Не е тешко, баш интересно. Интересно. Да. Добро, во ред, денеска исто така имаме и чест да слушнаме некои од овие раскази кои ти ги имаш напишано. Да. Значи, моите другарки Нина и Јања ќе ви прочитат некои од тие случаи. Така е. Леле, ми ја земавте најавата, значи другари, ама добро. Заедно со мене се Ања и Нина, кои што ќе ни помогнат да сознаеме за расказите на Никола, кој што ги напишал. За почеток ќе почнеме со Ања. Ања, кои се твоите раскази денеска? Јас ќе читам за видеоигри, за случката со лошото дете и случка
со детето кое го исмејува. Дали ти играш многу видеоигри? Па играм, ама поретко. Ајде повели со твоите раскази. Видеоигри. Во денешно време повеќето од децата се заразени со видеоигри. Сметам дека тие многу не заразуваат и не штетат на нашето здравје. Тие не спречуваат повеќе да се дружиме, да излегуваме надвор со другари и да играме други игри. Среќен сум што не сум зависен од компјутерските видеоигри и што сакам повеќе вистински дружби. Случка со лошото дете. Еден ден, јас кога седев во школскиот двор, имаше едно дете кое сите сакаше да ги пцуа и тепа. Јас постојано го гледав како тој ги тепа сите деца од неговото одделение. Но кога сватив дека детето има проблем, му придов и го прашав. Дете, зошто сите постојано сакаш да ги тепаш кога тие ништо не ти сгрешиле? Замисли тебе така да те тепаат. Дали ќе ти биде убаво? Тој ми рече, што ти е гајле, оди си дома. Но јас му реков дека проблемите не се решаваат со тепање. Па тој ми кажа, па како се решаваат? Јас му реков дека секој проблем се решава со зборување. Ако ти ги тепаш, ќе направиш поголем проблем. Потоа му реков да оди на децата, да им се извини и да им каже дека никогаш нема да се повтори. Тој го направи тоа и се беше во ред. Случка со детето кое го исмејуваа. Еден училишен ден, наставничката требаше да не ги даде тестовите што ги правевме предходно. Сите деца добивавме петки, освен едно дете. Откако сите ја слушна неговата оценка, почна да го исмејуваат. Му викаа дека ништо не знал, дека бил неписмен и друго. Детето одеднаш почна да плаче и наставничката го праша детето. Зошто плачеш? Детето одговори. Сите деца почна да ми смејуваат. Затоа наставничката на сите деца кои почна да го смејуваат, детето им ги намали оценките. Во тој момент јас на детето му кажав: оди си сега дома, за утре да научиш. Утредента детето дојде спремно за да ја поправи оценката. Детето успеа да ја поправи оценката во петка. Дури после тоа беше и подобар од нив. Еден аплауз. Сега е време за Нина. Нина, кои се твоите раскази? Моите раскази се случката со детето што досне на училиште и случката со детето што го мрзи да работи. Повели. Случката со детето што досне на училиште. Кога сите деца стануваат рано наутро за да се спремат и да одат на училиште, им се спие и често се случува да задоцнат. Едно утро, еден мој пријател Марко требаше навреме да се разбуди за на училиште, но за жал Марко го преспа цело утро. Тој кога го видел часовникот, сватил дека кога се разбудил часовите во училиштето веќе завршиле. Затоа неговата наставничка му напишала неоправдан. Неговите родители не можеле да го разбудат, бидејќи тие почнувале премногу рано на работа. Многу често Марко доснал во училиште, а затоа ништо не им кажувал на неговите родители. Еден ден наставничката ги викнала родителите на Марко за да види зошто толку често доцне. Наставничката ги праша, но тие ништо не знаеа да кажат. Затоа, кога дојде дома, Марко го искара неговите родители и му рекоа дека секој вечер треба навреме да си легнува, а не многу досна, за да може наутро да стане порано и да стигне навреме на часовите. Случката со детето што го мрзи да работи. Еден училишен ден требаше да се направи проект по биологија. Тој проект ни беше најавен од пред 2 недели. Сите деца има освен едно дете. Наставничката го праша зошто немаш направено проект, а тој одговори дека го мрзело да го направи. Потоа наставничката му кажа да излезе на табла да го испрашува, бидејќи го мрзело 2 недели да направи проект. Од 10 поставени прашања тој ниедно не знал да одговори. Потоа наставничката го праша: "Зошто ништо не знаеш?" Тој одговори: "Ме мрзеше да учам." Бидејќи него се го мрзал, наставничката едва му напиша 2, а сите други деца добивме 5. На него му падна жал, бидејќи се почувствува како најлош ученик во одделението. Затоа реши да ја избегне мрзата и да почне активно да учи. После неколку дена тој дојде во училиштето најспремен да ги поправи сите оценки и го успеа тоа, бидејќи се потрудил повеќе од било кога. Така, ова беа раскази на Никола, ги интерпретира Ања и Нина. Никола, секој е чест, другари повелете на своите места. А сега е време за караоке. Да, иако јас имам микрофони во мене, но не се плашете, јас нема да пеам. Време е за Ана. Ана, дојди. Како се чувствуваш ти во Звон? Па, убаво е, интересно е и прв пат ми е на телевизија да пеам, така да малку ми е страв, но... Еден аплауз да охрабриме нашата другарка.
Претходно те видовме заедно со членовите на драмската секција, но сега еве ќе ни пееш. Која е песната со која ќе настапиш сега? Песната со која ќе настапам се вика Тажна љубов срекна песна и е од Тамара Тодовска. Дали може би Тамара Тодовска е твојот идол? Па да. Да. Ана, уживај и подготви се. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, тако нешто не се случило. А кај си, и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Песни су отпеала, а баш сите твои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага, и една лага голема. Тогаш нека чујат сите, што ги боли, болката што тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. И јас, тако нешто не се случило. А кај си, и што си, со кого не сакам да знам. Не сакам да знам. Чујат сите, што ги боли, болката што нема име. Тажна љубов, срекна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, тако нешто не се случило. А кај си, и што си, со кого не сакам да знам. Не сакам да знам. Душата ја дава, пари не дава. Да го облекуваш, а да не го раниш. Да знаеш, не е марифет. Марифет е да умееш. Кој знае книга, има 4 очи. Да извираше, пак ја завршеше. Душа е помила од богатство. Дај ми ги очите да те видам. Која зима е без студ? Да ти ги дадам очиве да ме видиш. Ефтиното месо и кучињата не го јадат.
Дај му Боже ум, та да стане кум. Што ве видевме на почетокот, повторно сум во друштво на Дени, но овој пат поради различна цел. Минатиот месец во Македонскиот народен театар беше изведена првата инклузивна представа наречена Пепелашка во регионот од балетското студио Еурека. Творец на оваа представа е Катерина Јакулевска, а врвните танчери го прашуваат следново прашање. Можно ли е Пепелашка да постои во старото време, а можно ли да има нова Пепелашка во новото време? А јас ја прашувам Дени, дали ти се чувствуваш како Пепелашка? Да, многу ми е убаво кога играм. Кога танцувам и пеам, буквално заборавам на се. Сега ќе видиме и одредени инсерти од представата, бидејќи се еметуваш исто така и на македонската телевизија. Кажи ме, Дени, која беше твојата улога во представата? Мојата улога во представата беше пријателка на Пепелашка. А со кога се подготвувавте и колку време ве беше потребно? Се подготвувавме со Катерина Јоваковска, која во моментов многу ја поздравувам. А дали би сакала и професионално да се занимаваш со глумата или што на вистина сакаш да станеш? Кој е твојот сон? Стварно не знам. Имам повеќе соништа, кој може да ги наброја. Секако, која е твојата порака до сите во светот? Дали може да го остварат сонот на Пепелашка? Може да го остварат сонот на Пепелашка. Мојата порака до сите: пејте, танцувајте, сакајте ги наставниците. Љубовта со љубов се враќа. Браво. Браво, на вистина. Јас ти посакувам многу успех, а и сите во студиото на Звон ти посакуваат многу успех, а ние ги гледаме уште малку инсертите. Какво беше искуството за представата? Искуството за представата беше многу убаво, а и морам да признам дека имаше напорни тренинзи додека да се направи една ваква инклузивна представа. Им благодарам на сите што дојдоа да ми бидат поддршка. Исто така би сакала да има уште такви представи во кои би можела јас да учествувам и сите целата публика која сака да ме гледа да дојде и да ужива. Секако дека сите ќе додат, сите уживаат во вакви нешта. Првата инклузивна представа секако во регионот, не само во Македонија. А сега се префрламе на полето спорт. Чуден спорт, шахот. Секој од нас има различен сон, а до мене е Леонид, кој има сон да стане врвен шахист. Спортот, односно овој шахот е еден вид спорт кој што е многу поинаков од останатите. Тој физички може би не исцрпува, но затоа е потребен многу умствен ангажман. Леонид, колку години ти играш шах? Јас играм шах 3 години. Така, а кажи ми кои се твоите досегашни награди? Досегашни награди, моите досегашни награди се 9, кои што имам освоено прво место во Македонија до 14 години. Првата медала ми беше на меѓународниот надпревар во Јахја Кемал. Така. Втората ми беше по општинскиот надпревар, во што освои второ место. Третата ми беше на општинскиот надпревар, во што освои прво место. Четвртата медала ми беше во турнирот Ласкер во Охрид,
и таму освоив трето место. А петата награда ми беше и на некои други натпревари што ќе бидат организирани од школата. А дали е тешко да се координираат и танцот и учењето, да се најде време за се или ако се сака се може? Ако се сака се може. Со љубов и со труд се може. Добро, ајде да оставиме делата да говорат, односно тоа значи дека сцената е ваша. Повелете. My boy's being sus. He was shady enough, but now he's just a shadow. My boy loves his friends like I love my split ends, and by that I mean he cuts them off. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you Take me to the rooftop. I wanna see the world when I stop breathing, turning blue. Tell me love is endless. Don't be so pretentious. Leave me like you do. If you need me, wanna see me, better hurry, 'cause I'm leaving soon. Sorry, can't save me now. Еден аплауз за овие девојки. Одлични бевте девојки, а сега е време за едно поточе. Здраво за Мила. Здраво. Како си, Мила? Добра. Колку годинки имаш ти? За 2 дена 8. За 2 дена 8 ке полни Мила. Еден аплауз за неа. Како се викаше твојата песна со која настапи на поточе? Мојата песна се вика За сообраќај безбеда. Така, треба да бидеме безбедни во сообраќајот. Ева, како си помина ти во денешниот звон? Си поминав одлично, но времето лета, така што не простанува уште многу до крајот на денешното издание на Звон. Така, другари, се надевам дека и денеска научивте нови лекции и секако се забавувавме. Затоа се погрижи учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев од Општина Центар. Исто така голем поздрав и до учениците од Општинското основно училиште Вера Јоцик. Така, аплауз за Вера Јоцик. Ние се одјавуваме тука некаде, а утре Звон повторно ќе звони. Сосема за крај, Мила. Повели. Levo, desno poglednem, crveno je zastanim, neba
ти.